Нашата колешка Ивана. Сега ќе зборуваме за божичните пости кои што веќе почнуваат од денеска. Ивана Крстевска-Јаневска ќе зборува токму на оваа тема со отец Горан, кој многу добро ќе ни појасни многу повеќе токму на оваа тема, па ќе кажам добро утро Ивана за тебе и добро утро за отецот. Добро утро, Слободанка, до тебе и до сите наши гледачи. Како што спомена и ти, од денеска православните верници, православните христијани почнуваат со 6-неделниот Божиќен пост, кој што завршува спроти Божик. Бидејќи Божик никогаш не го менува датумот, така и овој пост секогаш започнува на 28 ноември. Повеќе за божикните пости ова утро ќе слушнеме и ќе дознаеме од отец Сашко од православниот храм Свети Климент Охридски. Ќе ви посакам добро и убаво утро пред се. Добро утро, ова зимно утро. Нека ни е лесен и богоугоден постот. Инаку постот е создаден уште во земниот рај, по заповета Божја која им била дадена на нашите прародители Адам и Ева, кога им рекол да јадат од сите дрва, само да не јадат од дрвото за познавање на доброто и злото. Со тоа што Господ сакал да ги научи луѓето на послушност кон Бога и на воздржување. Луѓето, нашите прародители отпаднале, ја прекршиле заповета, значи невоздржливоста и непостоењето биле причиња за излегување од рајот, така да ние со постот повторно се приближуваме кон Бога, повторно стануваме попослушни кон Бога, токму затоа и црквата го практикува постот. Но црквата тоа го втемелила уште врз целиот живот на човештвото и на неговото угодување кон Бога. Уште во Стариот Завет Мојсей постол 40 дена и 40 ноќи пред да ги прими 10 Божи заповеди. Истото било и со Самсон, кога постол ги победувал сите своји непријатели. Потоа со пророкот Илија, кој што ни покажал големо воздржување и големи чуда. Исто така, најстрог во постот бил претечата на Господа Исуса Христа, Свети Јован Крстител, кој што цел живот постал. Така да и самиот Господ, кога дошол и за да ја започне својата искупителна дејност овдека на земјата како Богот човек, започнал со 40-дневен пост. Токму затоа и ни дал пример и пракса како треба да постиме. Во почетокот христијаните немале некој одреден типик за постење, постеле строго, продолжително и многу често. Подосна најнапред е востанувен Великденскиот и Петровденскиот пост, а потоа од 4 век веќе имаме правила и за Божикниот и за Богородичниот пост. Божикниот пост не подсетува на сите овие старозаветни патриарси, пророци, угодници на Бога кои што го очекувале Месијата. И всушност ние преку Божикниот пост се подготвуваме да го дочекаме Спасителот Господ Исус Христос како Богомладенец, односно раѓањето на Богочовекот Господ Исус Христос. И овој пост е малку полесен за разлика од другите постови заедно со Петровденскиот. И типикот на постот вели понеделник, среда и петок да се пости без вода, четврток и петок со зејтин, а сабот и недела да се јаде риба. Риба се јаде и во оние поголеми празници како Пречиста, Свети Климент, Свети Никола, Свети Ѓорги, Света Варвара. Но сепак пост, тоа е типикот на постот. Но затоа е убаво да си имаат верниците еден свој духовник за кој што ќе разговараат со постот, зашто секој овој типик не може да го понесе на себе. И се прават исклучоци или се прави начин како да се започне со постот, па со текот на времето се привикнуваат на сето ова. Особено постот не е задолжителен за децата. До 7 години децата не постат, од 7 до 9 веќе ги заучуваме да постат, односно по еден ден, па потоа по повеќе дена, зашто не е одеднаш да му дадеш тежок пост, па да се одвикне и да не го сака постот. Исто така, оние кои што се со тешки физички работи им се дава полесен пост и пред се на болните. Зашто болните се веќе во пост, нивното тело е истоштено. А целта на постот е да го умртви гревот. Целта на постот е да помалце јадеме за повеќе да размислуваме за Бога и за добродетелта и за духовниот живот. И таа цел се остварува во момент кога тоа ќе го правиме многу почесто. Отец Сашко, кога се зема причеста во овие 6 недели постење од Божикниот пост? Да, бидејќи постот е подготовка, една од подготовките за света причест. Покрај постот треба да не пробуди на сознание за нашите гревови, на покаяние за нашите гревови, на исповед за нашите гревови.
Значи тие две работи идат како заедно за да може што подостојно да се подготвиме и да ја земеме светата причест. Така да во текот на постот е убаво почесто луѓето да се причестуваат, зашто тогаш и се подготвуваат поусилно со постот и со молитвата и со покајанието. И нека си приоѓаат особено во неделите на литургија на света причест. Така, како се објаснува време траењето на Божикниот пост? Па, тоа е добро и за телото, не е само за душата. Точно е дека 6 недели е може период кој што е голем, веќе за верниците кои што почесто постат, тоа и не е проблем. Едноставно навикнеш, па дури да не кажам очекуваш да дое постот, затоа што и убаво за самата исхрана на човекот. Тоа и докторите го препорачуваат постепено. Тоа е добро и за оние болести кои што преку таа исхрана, односно кога ја оддалечуваме мрсната исхрана, се чувствуваме многу подобро. Така да време траењето е 6 недели од Божикниот пост пред празникот Божик. Бадник е последниот ден кога дееме и се молиме на Бога. Благодарам отеца Сашко на одвоеното време. Со лесно нека на сите верници кои што еве од денеска го почнуваат овој 6-неделен Божикен пост кој што завршува, односно ќе се одбележи со најголемиот и најрадосниот христијански празник, а тоа е Христовото раѓање. Благодарам Ивана за овој разговор и ќе ве поздравам уште еднаш, да, токму така.